Последната декада од декември засилено започна да се чувствува пред новогодишниот амбиент во кочанската трговска мрежа, угостителските објекти и на улиците. Во центарот на градот се бара место повеќе за паркирање, а на крстосниците може да се забележат се поголеми гужви, поради што во регулирањето на сообраќајот мора да се вклучи полицијата. За сето тоа влијаат многобројните возила со странски регистарски таблички управувани од нашинци кои работат во странство. Па, што знам, јас не излавам многу често. Ви преку ден има атмосфера или нема проблем? Бе, ја не ја чувствувам, да ви кажем право. Каде за нова година? Дома. Со фамилија? Да, со фамилијата. Како не се чувствувате, снегчето почна да паѓа? Каде за нова година? За нова година дома, дека. Со фамилија? Да. Вообичаено пред нова година рад се тријат трговците, бидејќи најголем дел од трговската стока е значително поевтина отколку во земјите на Европската унија, па со заработените евра во Италија, Германија или Австрија, овде може да се купи многу повеќе. Се купува гардероба за деца и за возрастни од кочанските бутици, потоа златен и сребрен накид, бижутерија, како и многу други дребулии за покуќнина. Полни рад се работа имаат стоматолозите, бидејќи поправката и лекувањето на зъбите овде е повеќекратно поевтина отколку во развиените држави. Значително зголемување на прометот бележат и пицериите, рестораните и кафеаните. Ударнички се работи и во маркетите во кои врие како во кошница, бидејќи најголем број од граѓаните новата година ќе ја дочекаат во домашен амбиент со полна трпеза.